Последниот ден од утринската програма ни е резервиран за младоста, за свежите идеи, за богатиот колорит и за се она што може не само нашиот главен град, туку и сите останати градови да ги направи поубави, помодерни места за живење. Со нас ова утро е дипломираниот графички дизајнер Теодор Петровски. Добре ни дојдете. Добро утро на вас. Пред се благодарам на поканата. Добро утро до сите гледачи пред малите екрани. Ја поздравам вашата емисија. Прв пат сме во живо и разбирлива ми е твојата возбуда, ама и радост. Драго ми е што ја има таа видлива радост и возбуда за она што ти го работиш, ама со многу љубов и тоа го работиш од доста одамна. Од кога почна да се бавиш со ова? Вака, почнав да се бавам во 2016 година, конкретно, но со цртање се бавам уште од најрана возраст, од уште многу млад. Со молеви на листови сум цртал као мал дома, но до спреот имам стигнато конкретно во 2016 година. Така што во 2016 година имам почнато да се занимавам со ова. По-професионално сум почнал 2018 да така баш на некој подруго ниво, некој многу брзо. Графитите и муралите се нешто што тебе те исполнува и нешто на што ти се имаш, како што рече, фокусирано од 2016 наваму. Ајде малку стручно да ни објасниш што е графит, што е мурал, која е разликата помеѓу нив? Вака, графит е типографија, односно букви на ѕидови. Има почнато уште од 80-тите години во Њу Јорк и се испишувале букви на ѕидови. Тоа представуваат графитите. Ние имаме инсерти, ќе си го подкрепиме сето твое говорење со убави шарени бои, инсерти, сето ова кое што ти го правиш. Да. А ти можеш и да го коментираш тоа, истото. Да. Па, вака, ова е конкретно, ето, ова се графит, има букви, има и некои елементи, како, не знам, инструменти. Каде се наоѓа овој графит? Ова се наоѓа во аеродром. Да. Во аеродром, ова исто е за една реклама што се црташе. Ова го работиш ти самостојно или го работиш тимски? Ова го работам самостојно, но има моменти каде што има и потреба тимска работа. Бидејќи сепак и ние некојаш кога цртаме кога не е нарачано, си правиме некоја дружба и е интересно, се собираме заедно, цртаме на страна негдека, има дружба, има и фестивали некои каде што таа е некоја тимска работа, сите сме тука заедно и цртаме. Ево и конкретно сега што иде овој мурал, ја ви го нарекол. Мурал е некој поголем ѕид каде што слика што е нацртана на поголем простор, некоја зграда со повеќе елементи, со карактери, со интересни бои, пошарено да биде. И тука имаше потреба тимска работа, бидејќи беше подолг ѕидот и работевме двајца на него. Така. Колку е битно да го познаваш оној со кој се работуваш заедно? Дали имате исти бубачки, ја што би рекла? Да, многу, мислам дека многу е битно да се познава. Така се работи директно на ѕид, нема некој многу простор за грешки. Треба се направи сепак професионално да се изведе на крај, бидејќи да биде задоволен клиентот. Имаме ли ние како метропола една, како главен град во земјава, имаме ли ние задоволително голем број на вакви артистички дела низ скопските улици, за разлика од други големи метрополи? Па имаме, да. Ова е каде? Ова е на Водно еден ѕид за една фирма. Бев заангажирано, бев многу млад кога го цртав. Тоа беше почетокот 2019 година е тоа. Тоа беше голем мурал. Вака да се навратам прашањето. Имаме, да. Не сме на некој ниво стигнати сега кон другите големи метрополи, но има простор и мислам дека идеме кон тоа да бидеме некој град што многу мурал. Согласно законите во нашата земја, како оди процедурата да сакаш да ја исцрташ една површина? Колку дозволи треба да земеш и од кого? Вака, треба да се зема дозвола од општина, конкретно според закон, нели мора да имаш дозвола. Тоа не ни мора да е толку пишана, колку што може да е во согласно со станарите или со луѓето чиј ѕид се исцртува, така, нели, зградата, куќниот совет и така натаму.
треба да си има некакво одобрение. Не мора, може да е тако усно, чисто да се зна. Да, со согласност, да. Согласност. Да. Ама и најдобро е да се има напишано, така нели? Да. Кажи ми било. околу трајноста на боите. Колку се овие бои, спреовите? Ти ги спомена спреовите, дека ги откри главна тие ти алатка. се фасцинантни како главна алатка. Да. Колкава трајност има? Дали да речеме издржуваат една деценија? На зидот конкретно На зидот кога се наесат, конкретно, да. имат голема издржливост. Искам бидејќи тоа се пред се спреви специјално направени за зидови, буквално се Еве, се овде го измислени. гледаме процесот на Да, ова е работа. некој процес, некој видео како се срам. Еве, кога се нанесуваат, имаат може да траат до 10 години, не знам, 15, не ни обелуваат. Имаат голема трајност. Специјално се наменети за тоа, не се оние лакови некои спреи. Кои што во првиот дожд или во првото невреме ќе се избришат, така? Да, не Значи, ова се стана. трајни бои кои што издржуваат секакви временски промени, климатски промени и нешто што трае. Ова некаде го имам видено. Каде е ова? Ова? Да. Ова е наводно, еден долг зид 50 метри е. Ова беше така најголем предизвик имав за овој да го завршам. Наводно 50 метри, па и не е малку, 50 навистина. метри, да, и тоа ми беше баш на почетокот. Некако, не знам, многу би ги поздравил тие луѓе што ме заангажираа, ќе ми дадат таква можност на тие години кога почнував, да исцртам 50 метри зид во висина од 6 метри беше. Браво. Беше долг, беше за Скопје, требаше нешто да се исцрта така. Скопје пред земјотресот, после некоја така. По каква спрега си со еве клиентите кои што ги прават нарачките? Ова е навистина голем проект и некој треба многу да ти го познава сензибилитетот и професионалноста за да може да те ангажира за нешто толку сериозно. Дали во текот на изработка на скицата ти предпоставувам дека пред да почнеш веќе да ги земеш спреовите во раце ти правиш скица? Да. Колку се тие тука инволвирани во сето тоа и дали го следат процесот или Много ти добро даваш целосно одврзани раце, ти велат Тео, ти веруваме, прави што сакаш? Многу добро праша, искрено. Има, ја ви ги одвел како два типа на клиенти. Некои што сакаат да се многу инволвирани во тоа што им се црта. Дури и досадни дури понекогаш. досадни понекогаш. Се извинување, се извинување. Да, но тоа е нормално, го разбираме, нели, сите. Бидејќи сепак знаат дека се прави за нив и дека ќе им остане трајно на зидот и сакаат да искочи многу. Но има и клиенти кои што имаат скроз одврзани раце даваат и тие се многу за почит пред се, така. Тие ослободуваат раце и мислам дека искача така многу побаво на крајот делото. Да, одлично. Да. Го споменавме овој зид кој што бил 50 метарски Да. во должина и 6 метри во височина, Да. што и не е малку. Не е малку. Какви се реквизити ти се неопходни за да бидеш на висина на задачата и за да можеш да ги стигнеш и височините, ама и да го сработиш тоа професионално, онака како што ти го гледаш на цртеж, на скица е едно, но во реалноста е нешто сериозно. Како што бев многу, баш на почетокот бев и ми беше пристапот некако природно кога да сум го правил тоа и претходно, не знам зашто веќе имав цртано тоа 3 години само имав почнато. И направив еден картон, земав долг картон, буквално го разбив и направив скицата така рачно ја правив. Во тој момент немав некој таблет или нешто за дигитално да ја направам, него рачно, кога што си цртав, цел живот си ја направив рачно скицата и си ја пренесов на зид некако. Имаше доста грешки, многу време требаше така, како еден цел ден ја поставував првен скицата. Првен се поставува во принцип скицата од скица на зидот, од скица на лист на зид и потоа се почва, се бои од се фаќа некако некој терк, не знам, така. И да. колку во време те чинеше тој 50 метарски зид, за колку денови го сработи? Го сработив 3 викенди, така што 6 дена некако. 6 дена, да. Сабот и недели имат како 3 викенди. И тоа работев од многу рано, ќе ме собереа тогаш, ќе бев многу мал, ќе ме соберат са бајле до 10 навечер можеби цртав. Браво. Беше многу интересно, веќе така баш на почетокот. Што страда најмногу во процесот на работа? Вратот, грбот или што? Вратот и грбот највеќе. Да, поготоа долниот дел. Бидејќи си цело време во некоја иста позиција, раката ти е, рамото ти е најмногу оптеретено, но вратот и овие вратните пршени предпоставувам најмногу. Дури имам проблеми, така да кажам.
ги осеќам. Да не ти речам рано е за проблеми, но Да. пази внимавај на здравјето сега додека си се уште премногу млад, прави ги сите тие неопходни терапии, спортувај, биди активен затоа што понатаму како ќе се множат годините па и децениите, болките ќе бидат навистина се поупорни. Мора ти кажува паталец, не гаталец. Да. Вие семејно многу патувате, од она што јас приватно те познавам. Знам дека заедно со семејството многу патувате низ Европа. Може би подалеку сте били, но знам дека низ Европа многу патувате. Каде, во кој град или во која земја може би си се инспирирал најмногу или си видел нешто многу интересно кое што и сега го применуваш цртајќи ги тие мурали и графити низ градот? Прв пат кога пропатав со моите беше бев на почетокот во Софија, беше во Бугарија. Тие се некако, не знам, на многу некој следно ниво го имаат направено тука, при тоа што ни се најблиску до нас. Соседите, да. Таму највеќе некако онака многу графити на едно место видов. Потоа понатака кога шетав кај Париз многу исто ме инспирираше, не знам. Град на уметноста, да. Град на уметноста. Исто така Германија, бидејќи бев подолг период, кога 3 месеци би ги работев и константно кога се движев со метроа, со возови и гледаш на страна покрај шините или покрај пругите графити, тоа исто многу ме инспирираше, бидејќи до работа се возев така што работеше во Германија? На бензинска пумпа. Браво. Да. Тоа беше чисто твоја одлука да одиш да видиш како изгледа, како изгледа тој живот печалбарски надворот. Да. Те поддржаа твоите? Скроз. Да. И не ти се допадна на животот во Германија? Не. Што најмногу ти сметаше или ти не достигаше во Германија? Не знам, топлината во луѓето искрено највише ми не достигаше. Иако беа таму повеќе балканци, не знам, така некако ладно беше и ладно време, ладни луѓе. Се ладно. Работа дома, нема некој живот така ни ноќен далеко, онака. Да. Некои собиранги. И затоа си сега на топло. Затоа сум тука на топло во Скопје, дружба со другари, цртање. Одлично. Зашто најчесто те ангажираат, ме интересира клиентите, и имаш ли досега работено некој мурал за фактор изненадување? Кај клиентите? Да. Имам... Да изненадиш, пример, некоја девојка или еве, знаеме дека низ градот имаме графити, преубави графити, многу инспиративни. Имало, сигурно сум имало, но може би имало ситуација, да, но не знам сега вака. Дали е добро да ја споменеме? Да, спомнам, да. Да ја споделиме, да. Имало интересни ситуации. Што ти е желба да работиш во иднина, поврзано со графичкиот дизајн, поврзано со шаренилата, и колкава слобода ти даваат клиентите во поглед на тоа да биде што е можно пошарено. Некои луѓе сакаат да се максимум 2 бои во игра, но има луѓе кои што навистина го гледаат светот во повеќе колорити, да? Ти што би одбрал? Јас секогаш би одбрал да е пошарено. Секогаш би одбрал да е пошарено и би одбрал што повеќе ѕидови што се надвор на улица да се исцртат, бијќи се шкртани, се сиви, се со некои надписи скроз небитни. Особено зградите кои што немаат баш некоја убава фасада. Да, и онака немаат живот и некако мислам дека баш графитите доле каде што поминуваат луѓе би донеле некоја, не знам, убава енергија така низ градот. Мене ме фасцинира она што во последните 5-6 години забележувам згради, новоградбени низ главниот град, кои што се целосно фасадата исцртана и од предната и од бочните страни, за од задната не знам, но тоа ми предизвикува неверојатна радост кога поминувам, кога читам, кога подзастанувам и така ми буди некоја, а тоа гледам дека и во Германија многу често го има, дури во Германија сум сретнала стамбена зграда исцртана цела со петолинија и со ноти, каде што всушност има и некакво музичко студио во таа зграда и тоа навистина претерано многу ми импонираше. Не знам, пред се тоа е нашата цел кога ќе поминат утре луѓето и јас сам кога ќе се поминам и ќе си го видам делот утре да се осеќам некако, не знам, убаво чувство ми буди. Авторски труд. Дека е моја, него. И други автори што се колеги да наречам, кога ќе видам нечио дело убаво се чувствам, не знам, шарено е. Како што реков, ту Германија, Берлин, ако отидеш, се е исцртано, се е убаво, некако има дух градот, некако друг. Така.
Те многу ти благодарам што ни дојде ова утро и те промовиравме. Се надевам дека луѓето со слични и вакви бубачки ќе те ангажираат еден ден да исцрташ нешто и на нивните ѕидови, на нивните фасади и така натаму. Градот е убав кога е весел и кога имаме навистина што да забележиме додека пешачиме или додека можеби се пробиваме во гужвата. Во ова сивило на секојдневието тоа и тоа како внесува радост и некоја ведрина, некоја надеж. И со некоја следна тема те очекуваме повторно во нашето студио. Ви благодарам премногу на поканата. Ви поздравувам, огромен поздрав до вас.